Dobar dan, dragi prijatelji. Много наистина бързо се случват на геополитическата сцена или на светската политическа сцена. В предходното видео бях недоречен, чин да окажа, кои наистина се случват, особено кога са опрашани енергетиката. И некој направи лапсус кога спомнал дека во предходното видео дека Доналд Трамп е роден на 14 август, сме 14 јуни роден, 36, значи за 46, влизам со познак на лав, али крајот на лав, од тие причини, сега и Марс му пренцирно да се движи, ми сме транзитирани из негова 12 куќа на цинствени пријатели и на подсвет. Он не ми е денеска тема. Тема ми е, кој што видовте во насловот на видеото, следната задача на Зеленски, која доби од Москва, е рушење на Европската унија преку енергетиката, е рекол директно, али он е човек на Путин, седи на две случаја, не случајно и некој да се ќе беше ликвидира. Како е доби таа задача? Значи, без разлика што со конфликтот, кој што добро знаеме, и во Украина започна на 24 февруари 2022, до сега Украина се добиваше транзит, на транзит на рускиот газ из Украина кој одеше кон Централна Европа. Таксе, значи Русија си плаќаше без разлика што во војна. И за тој транзит имаше договор до 1 јануари сега, значи. С истокот на договорот, Зеленски дава декрет од 1 да се забрани извоз транзит на гасот преку Украина за ЕУ или Европската унија. И од тие причини и Орбан и словачкиот премиер беа во Русија на разговор во Москва, поточно кажам, на разговор со Путин, за сменбување на газ. И не е случајно, че се е поврзано Русија, кој една од основачите на БРИКС и главната, се договори со Катар. Катар се закани дека ќе престане да ја снабдува Европа со газ. Веројатно е, моја анализа, поради тоа Русија е изгледана од Сирија, веќе главната работа за која влезе Русија, не се само базите, базите што имаше во Сирија, него се преку Сирија требаше да оди и катарски газ кон Европа. Ќе биде конкуренција на рускиот газ. И во минатите, сигурно 15 години уназад, кажувам дека председателот на Руската Федерација со светот владе и ќе владе на финансиско поле. Зошто? 2/3 од природни светски ресурси ги поседува Русија. Порано Русија ја сметува за една бензинска пумпа. Но со доаѓањето на Путин тоа се смени. Зошто се смени? Русија од еден од најголемите увозници на храна стана извозник на храна, особено на пшеница. Он го викна министерот за земјоделие и му нареди, бидејќи Русија извезу газ, значи ефтиније, да направи пластенци. Но секој време имаат нивно овоше и не само овоше и зеленчук. Се тоа зборува дека Русија повеќе не увезува храна. Глупоста што направи владата на Заев беше поведено санкции, што направи Русија, кои го увезува јаболкото од Ресен, место да увезат повторно да извезуваме во Русија јаболко од Ресен, русите дојдоа купија садници. Значи, голема штета. И владата што е активната оваа, им препорачувам да ја нагадат сопката, да не се одираат многу во гради кои европејци или Европската унија на работна распад. Со 2025 почнува распад на ЕУ, но тука сега да се вовлече и САД и НАТО. Тоа прво од економска гледна точка. ЕУ нема проблеми, например,
Само с енергетика, тук е най-голям проблем. Например, САД не може да обезбедува Европа с енергетика. А САД и трябва най-малко 10 години да постигне то ниво и прашање дали ги има тие ресурси, а и председател што заминува САД Бајден, он забрани извоз на енергетици. Посебно течен газ се не за него збореме. А и сама САД пазите, од Русија увезува уран, да не знам дали забранија Русија, и дизел. Бидејќи САД што има нафтата што ја вади, он ја вади од шкрилците, не квалитетна нафта, па и гасот, што е многу загаден и многу поскап за обработка. Например, САД ги чини око 50 или 60 долара барел нафта која ќе се прави од шкрилци. Тя причина не увезува ефтина нафта од Венецуела, тешка нафта, и ја меша со нивната. Но сега тоа се запре, и они се во голем економски колап САД. Значи Трамп, ако го става да дојде на власт, прво треба да го реши проблемот домашниот, и со границите, и со приливот, там многу ми остануваат без работа. Доја до деиндустриализација на Европа, особено на Германија, многу фирми замина, некои во САД, некои во Кина. Но сега што прави Европа исто голема грешка, или Европската унија, уведува големи тарифи на Кина и на поточно на кинеските производи. Тоа што прави? Си го затвара најголемиот пазар што може Европската унија да го има, тоа е кинескиот, бидејќи тој е пазар од милијарда и 400 милиона, додека европскиот пазар некаде околу 500 милиона, значи многу слабо. А Македонија треба да разбере една работа. Ми на Европската унија не можеме ништо да извеземе, можеме само да везуваме и евентуално, бидејќи има ефтина работна сила, некои европски фирми да се отварат тука поради поевтината работна сила. И до некаде што има енергетика, и ние везуваме, како и така, тоа е друга приказна. Значи, кој што реков на почетокот на моја видеоанализа, едната задача на Зеленски е помагање во растурање на ЕУ или доаѓање до поголема зависност на Европската унија и на главните земји кои што Германија и Франција и другите, и Централна Европа, од руските енергенци. Тоа успешно го прави Зеленски, ја кажав дека благодарение на руските гласови, зборам во тоа околу Донбас и руското говорно подрачје, он стана председател. Интересна работа, он пред да стане председател, значи да добие тие избори, он глумеше јас председател. Во една комедија, поточно кажана, инаку глумец. И голема корупција. И не случајно, он го добро слуша Путин, по наредба на Путин верувам дека и Залужни е сменен, а на него Залужни некој беше добар генерал, мора да се признае. А во тоа време Сирски, Александар Сирски, кој е роден во Русија, кај што са му и браќа, и сестри, и родители, сестри не знам дали има, брат му и таму одам родителите, тогаш кога беше назов, он беше копнен генерал и што правеше? Нацистите и ударните елитни единици пушташе да гинат. Ово исто што се случува во Курската област е договор, значи не случајно ги навлекува украинците, не ги навлекува, договор да влезат во еден празен простор. Тука до сега над 40.000 мислам дека се уништени елитни украински единици. Значи, многу пати кажам, Владимир Владимирович е екстремно интелигентна личност, беше еден од најдобрите раководители на КГБ и затоа беше, беше само 160 криен во Источна Германија, поточно во Дрезден, кој мислам дека го имам сретнато, јас сум 100% 90% сигурен, во Дрезден, 1987, кој е аутостоп за Шведска, но не би сега за тоа зборам. Многу следам
Уште од моментот кога дојде на власт, поточно кразно 99-та, за нова година 2000-та, кога Елцин го назначи со декрет заведе председател, а меѓувремено премиер од 98 почнал политиката, си направи партија, прво беше заменик градоначелник на Санкт Петербург, па градоначелник, потоа го стави 98 или 9, не ме држи збор, за премиер, за да се полека навлезе. И што направи Путин кога он прво го врати долго кон Париски клуб, кон ММФ, интересна работа, он успеа да го врати долгот што СССР, а Русија го презема од што САД за време на Втората светска војна и помагала на Русија поточно и продавала оружје. Значи, не случајно, он почна да поставува свој луѓе. Јануковиќ кој беше пред Зеленски и пред Најденот, него цел беше да се предизвика граѓанска војна, за да може Русија да си врати своите историски територии. Тоа е крајната цел. Инаку, интересна изјавата и на Владимир Путин, значи председател на Руската федерација, да, ќе разговарам со Зеленски, но во случај повторно да биде избран за председател. Значи, во моментот, во Украина немате ни еден легитимен. На Зеленски му е поминат рокот, мислам, како председател више, дали вели може да каже, чак и на работа на нивниот парламент е исто така мандат поминат. Значи, во моментот во Украина нема со кого се разговара. Инако што вели Трамп дека ќе разговара, Путин нема потреба со Трамп да разговара за Украина, а главната цел е, кажа, враќање на руските градови, а војната ќе трае сега дека Одеса, Харков, Николај не се вратат, Киев ќе биде на крајот, тоа е еден контакт кон руските градови, и не случајно да го предизвикаат бесов кај украинците, оваа година, иако го веде, дали и веде, Зеленски даде и наредба, поточно на црквата, да се префрли на Григоријанскиот календар, поточно да почнат да го слават Божич на 25 декември. Инаку пред тоа сам Украина, Белорусија, Русија, Србија и ние славевме и се уште славиме Божич на 7 јануари. Инаку тука игра и околу Белорусија, но за неа во некоја моја народна видеоанализа, тоа сега за сега, е на Путин во силно капацитирано содесивно, страшно интелигентен, а и мора да се признае Зеленски одлично игра на двете страни. Значи, он Фицо, премиерот на Словачка, го оценуваше, ќе му дал 500 милиона само за Русија. Ето, пајси, ќе му дал од заробени руски пари 500 милиона. Тоа е малку смешна работа. Сваткаш од рускиот газ. И така натаму. Значи, пред нас е интересен период. Владата треба да нагаде цопката и можеме слободно да кажеме goodbye на ЕУ и да посвикнеме после овој облик, ќе се собра само малку држави кој што беше за челик и железо во почеток. Драги пријатели, оние што има желба, ние морално, да ги следат моите анализи, треба да на YouTube да притиснат на копчето subscribe или следиме, и ако се допаѓа анализата да стават лайк. Но тоа е ваша желба и на Instagram се така може да ме следат. Посакам убав ден, овие се две брзи анализи, едната ноќиска, едната сега, но мислам дека ќе користи на владата, да не се зацрчува, точно дека сега може да прибира инвестиции од Западот, бидејќи кај нас е поевтина работна сила и е малку посигурно за енергетиците. На тоа треба да работи на ништо повеќе од тоа. Но не и на уставни промени слично. Толку за сега, уште еднаш ви посакам овде на пријателите што се од католичка вероисповест и што слава денеска Божи и посакам среќен празник. А настанете убав ден, Македонија пред се, Создател пред се и памет у глава, нашата глава. Не се шегувам кога велам ово, и време не е.